Дали некогаш сте размислували како изгледа Раджот? Кейси Хамлин, МК ЕПА. Дозволете ми да ви го променам мисленчето. Ова е Баиджа де Лос Анджелес, скриен скъпоцен камен на брегот на Долна Калифорния. Пътот до овде е авантура сам по себе. Километри пустински път, само вие и отворениот път. Нема луксузни хотели, нема толпи. Само огромна пустина и залив, що се появува како од никаде. Овде ќе го најдете само звукот на брановите, повиците на морските птици и тишина, каква што никаде на друго место нема да најдете. Заборавете на телефонот. Едва има сигнал, но ќе бидете поврзани со природата, како никогаш до сега. Овде луксузот е шатор на песокот, небо полно со звезди и собствена приватна плажа. Времето овде тече бавно. Сонцето го одредува темпото на вашиот ден. Разбудете се со него, истражувајте и опуштете се додека небото не се претвори во златни и виолетови нијанси. Нема брзање, нема планови. Само слобода во едно од најубавите места на светот. Баиджа де Лос Анджелес е подсетник за тоа како би бил светот ако само го оставиме да биде. Овој залив е расфрлан со крпести острови и обкружен со величествени пустински планини. Огромен, но сепак прижатен. Се чувствувате мали, но во исто време како дома. Тоа е скриен скъпоцен камен, кој чека да го открижат оние кои се подготвени да пътуваат. Овде два света се срекјаваат. Пустината Баха Калифорнија и тиркизните води на Калифорнискиот залив, познат и како Кортешко море. Големи кактуси кардон, ридови и сушени од сонцето и нерамен терен. Сето тоа се спожува со кристално чистата вода, како да ве повикува да се нурне. Контрастот е навистина неверојатен. Еден момент стоите меѓу кактуси, а следниот сте во морски раш. Тоа е како Везув и Капри да се сретнале, но многу поекзотично. Границата меѓу пустината и морето е како магижа. Жештината на пустината се меша со свежиот морски ветрец. Додека шетате по брегот, од едната страна се пустинските планини, а од другата нежни бранови. Песокот е мек, а водата е толку бистра, што можете да го видите целиот подводен свет. Како да сте на кристално чист алпски брег, но овде има многу морски суштества. Ова не е само обична плажа. Тоа е место, каде што два различни света се среќаваат и оживуваат. Светлината го менува пейзажот. Златна при изгреш сонце, длабоко сина на пладне и обоена во многу нижанси при зајди сонце. Секој ден небото пламнува во црвено и тоа се огледува во мирните води на заливот. Овој поглед никогаш не досадува. Ова е убавината на Бахија де Лос Анхелес. Место каде што пустината и морето се срекџаваат и стануваат едно. Жак Кусто, знаете, тој еднаш го нарече Кортешкото море светски аквариум, а Баиджа де Лос Анхелес е најсветлата звезда во тој аквариум. Овој залив е многу посебно место за морскиот свет. Овде зиновските ајкули, тие нежни дзинови на океанот, мирно пливаат. Пливањето со нив е искуство што никогаш нема да го заборавите. Јата делфини пливаат покрај кајаци и мали чамци, како да се тркаат. Нивната разиграност е заразна како палави деца и веднаш ве развеселува. Морските желки излегуваат на површината за да земат воздух, а морските лавови се одмораат на карпестите острови. Гребените се полни со шарени риби како подводен свет за себе. Овде нема стаклени ѕидови како во аквариум, само вие и чистата, недопрена природа. Екосистемот овде е многу богат. Планктонот станува храна за мали риби, а малите риби за поголеми. Хранливиот ланец е совршено поставен и функционира како часовник. Богатата природа, што ја видел Кусто се уште, е тука непроменета. Времето поминато покрај водата ве учи колку е сложена и убава природата. Тоа е како училница под отворено небо. Сигурно ќе бидете длабоко трогнати од ова живо и богато море. Баиджа де Лос Анхелес е место каде што многу чуда се крижат под површината на водата. Како некое чувано тајно богатство, нели? Тоа е недопрено, вистинско и незаборавно место.
Вистински скъпоцен камен во круната. Ова е најубавиот аквариум на светот, без стаклени дзидови. Островите во заливот се како слика, диви и недопрени од времето. Островот Анхел де ла Гварда го чува заливот, па водата е секогаш мирна и бистра. Одгоре, овие острови изгледаат како каменџа за скоканџе на големо синоплатно. Самата крајбрежна линија е како уметничко дело од природата, со туркизни заливи и длабоки канали. Кога изгрева сонцето, овој пейзаж оживува. Врвовите на планините стануваат златни, а водата свети во розови и портокалови нијанси. Кога заогџа сонцето, небото се пали во огнени бои, а заливот ја отсликува таа магична убавина. Островите фрлаат долги сенки, давајќи му на целиот пейзаж драматичен и длабок изглед. Седејќи на плажа, секој ден можеш да гледаш неверојатно шоу на светлина и бои. Тоа е место каде што можеш полека да го поминеш времето, како во медитација, и да ја почувствуваш едноставната убавина на светот. Овде секој ден започнува со изненадување и завршува со изненадување. Бахиџа де Лос Анхелес е како жива природна слика. Баиџа де Лос Анхелес не е некое луксузно место што можеби ќе ја го видите во Европа. Не, ова е едно од оние места што допрва треба да бидат откриени од многумина. Овде нема големи хотели или толпи туристи, само долги плажи и многу мирно време. Како да имате своја приватна плажа во Мексико, обкружена со планини и пустина? Можете да пешачите километри без да сретнете никого. Можеби кие најдете и некоја тајна заливче што само вие го знаете. Сместувањето овде е исто така едноставно. Можете да најдете семејни мотели, мали пансиони или кампови веднаш до плажата. Како старо рибарско село, но со многу мексикански дух. Кампуванџето овде е прекрасно. Заспивате со звукот на брановите и се будите со изгреш сонцето. Тоа е вистинско искуство да се вратите на природата. Луксузот овде не е во раскошните услуги, туку во самото искуство. Овде времето тече бавно, мирно е, спокојно и живеете во ритмот на природата. Како што велат, има мокири во тишината. Но на мексикански начин. Овде нема туристички замки, само автентичност и чисти моменти. Нема продавници што продаваат посебни сувенири, само свежа риба, што туку уловена од морето. Долгиот пат до овде е причината зошто ова место е зачувано во својата природна состојба и зошто многу луѓе не доаѓаат. Како планина ренџе, самото патување е векџе авантура. За оние што ќе го направат ова патување, ги чека недопрен рај како награда. Вредноста на ова место лежи во прекрасните заиди сонца, звезденото небо и неверојатната тишина. Како убава слика, но жива и допира до срцето. Баиџа де Лос Анхелес ја чува својата душа. И да бидете едноставни, достапни и вистински. Зарем тоа не е вистинската цел на патувањето? Баиџа де Лос Анхелес е како игралиште на природата. Овде те чекаат сите авантури што можеш да ги замислиш. Можеш да веслаш со кајак по мирните води, да истражуваш скриени заливи и да гледаш морски лавови одблизу. Тоа е како документарец за природата, само што е вистински. Риболовот овде е одличен. Можеш да рибариш од брегот или од кајак, а потоа да ја сготвиш рибата што си ја уловил на оган на плажа. Тоа е како од море до трпеза и тоа со риба. Нурни во бистрите води и истражи ги шарените корални гребени. Можеби кеј е сретнеш и морски желки, прекрасниот подводен свет на вистина постои. Сите активности овде се поврзани со природата. Едноставни, чисти и незаборавни искуства. Како еден ден поминат во природа со прекрасен морски ветерок. Кога ќе падне ноќта, вистинското шоу започнува. Бидејќи нема светлосно загадување, звездите светат многу силно. Млечниот пад се протега на твојата глава, а звездите пак жаат низ небото. Тоа магично, ноќно небо, но е вистинско. Седни околу огнот на плажа и погледни го универзумот. Ке почувствуваш колку сме мали, но и колку сме поврзани. Тоа е момент на мир, како прошетка по плажа. Времето овде тече бавно. Сонцето
Морето, звездите и тишината. Авантурите овде не са само за възбуда. Тие са за цененже на самото изкуство. Уживай во природата со целото срце. Секој момент те подсетува на убавината на природата. Тоа е магијата на Баиджа де Лос Анхелес. Овде природата е твоја. Истражувај ја како што сакаш. Баиджа де Лос Анджелес, среде Баха, Калифорнија, е мирно, вистинско и топло место. Ова е вистинско рибарско село со мали продавници, семејни ресторани и мал музеј. Овде нема големи ланци или брза храна. Има само силна сончева светлина и мирни моменти. Храната овде е едноставна и многу свежа. Рибните коси, цевиче и риба, уловена истиот ден. Јадете додека гледате на заливот и уживајте во вкусот на Баха Калифорнија. Но ова место не е само убави, гледки и природа. Овде можете да најдете мир во срцето. Отпуштете се од непотребните работи и најдете радост во едноставните нешта. Гледајте го изгреш сонцето, пливајте, споделувајте оброци со пријателите и гледајте во звезденото небо ноќе. Огромната пустина и морето Кије ви дадат нова перспектива. Вашите грижи Кије изгледаат мали. Баиджа де Лос Анджелес е срцето на Баха Калифорнија. Место на слобода, инспирација и мир. Ова место Кије ве повика, Кије ве инспирира и Кије ве промени. Понекогаш најтешките места можат да ни ги дадат најголемите богатства. Овде вистинската природа е најголемиот луксус.